Добро вечер. Код провери како се врши тестирањето за коронавирусот, од земање бриз до конечен резултат. Зошто некогаш тестовите се негативни, а пациентот позитивен? Како матичните лекари ќе проценат кој е за тест, а кој не е? И како изгледа безбедно влегување на пулмологија? Што значи системот на триажа? Ни зема и бриз, па го видовме и процесот на влегување на примерокот во лабораторијата. Немаме корона, но сакаме да знаете кои се луѓето зад визирите и маските од Институтот за јавно здравје кои деноноќно проверуваат и по 50 и повеќе примероци за да утврдат кај кого е позитивен тестот. Кај нив доаѓаат брисеви од цела Македонија. Отидовме и во приватната болница Жан Митрев. Таму на пункт надвор се оставаат или земаат брисеви, а нивната лабораторија, како и онаа на институтот, работи интензивно. Има и такви кои лажат дека имаат симптоми, па сакаат да се тестираат, но уште пострашни се оние кои покрај симптомите не остануваат во самоизолација, зашто следува и казна согласно законот. Над 2000, ова е бројката на тестирани луѓе за COVID-19. Институтот за јавно здравје ги изработува деноноќно. Еден од пунктовите е сместен во самиот институт. Заминавме таму да видиме како изгледа целиот процес на тестирање. Од земањето бриз до конечниот резултат. Добар ден. Сакам да ми земете бриз за проверка на COVID-19. Ке може ли? Повелете. Тројца лаборантски техничари ја направија постапката. Откако пациентот на матичен лекар го пополнил прашалникот, а лекарот направил проценка дека пациентот има симптоми, овие луѓе го земаат брисот од пациентот. Постапката е куса, малку непријатна во грлото, затоа што се зема подлабоко, а скокотлива во носот. Тоа е всушност исправно земање на бриз и професионално земање на бриз, за да може резултатот да биде точен. Значи, иако изгледа едноставно, не е така едноставно земањето на примерок, тој треба да биде земен сепак од професионалец. Брисот се зема така што се зема истовремено бриз од нос и бриз од грло, но во подлабокиот дел на грлото треба да се земе. Така наречен бриз од назофарингс да се земе. Во самиот комплет за земање има две стапчиња, значи, кои што се ставаат во еден ис медиум за еден пациент. Брисот треба, значи, да биде земен во стерилни услови и да биде само, значи, добро убаво и обележан дека е од тој пациент земен и убаво правилно земен. Лицето што зема треба да е исто така заштитено, треба да има заштитна облека, маска, ракавици и значи сето тоа да биде земено во едни убави стерилни услови. Откако ќе се заврши земањето, брисот патува горе, во лабораторијата. Бидејќи се работи со респиратор N95 или FFP3, сепак е специфично, периодот е подолг на престојување во лабораторијата и изведба на реакцијата, бидејќи директно во овој дел од диагностицирањето на COVID-19 вирусот се прави изолација на нуклеинската киселина. Оваа просторија е мала, но целосно дезинфицирана, за да бидат безбедни и пациентите и вработените. Во Институтот за јавно здравје дневно се прават и по 100 тестови. Експертите за лабораториска медицинска диагностика работат во тимови. Постои соодветен ланец на движење на примерокот и точно се знае кој, кога и како ќе го превземе материјалот за тестирање. Овдека се внесува примерокот, се става соодветна лична заштитна опрема,
кое што се состои од заштита на телото, заштита на лице, на рацето, на обувките, на главата и се пристапува кон другиот дел, пошто имаме засебна соба, посебна соба за припрема на нас и се влегува во лабораторија во каде што се изведува реакцијата. Стоп! Од овде можеше да гледаме само преку прозорецот на лабораторијата, каде беа внесени примероците. Понатаму се работи во строго дезинфицирани услови. Тимот раководен од примариус доктор Голубинка Бошевска влегува во просторијата за да почне со работа на тестовите, да види кои примероци се позитивни на COVID-19, кои се негативни. Анета Пешначка работи во институтот повеќе од 20 години. Поминала многу обуки и тестирања на вируси, како што се SARS, Ебола, птичји грип, Зика, жолта треска, а заедно со колегите се едуцирани во странски лаборатории и институти. Овие денови работат во несекојдневни и специфични услови. Самиот процес трае околу 2 до 2,5 часа, бидејќи толку реално може да се издржи по тие услови да се работи и да се изведат определен број на реакции. Заштитните одела ги штитат и медицинските лаборанти, но и самиот примерок од контаминација. Професор Бошевска и тимот проверувале со УВ зраци дали на оделата се задржуваат капките од вирусот. Се покажало дека ситни капки летаат во воздухот и се задржувале на облеката и опремата. Затоа е потребна постојана деконтаминација. COVID-19 не сака средства за дезинфекција и сапун. Иако не е пријатно да се работи во оваа опрема, тимот останува во просторијата до 2,5 часа со по 50 брисеви за изработка. Потребно е, така налагаат и мерките од Светска здравствена организација, да се работи во тим, бидејќи сепак тоа се специфични услови за работа и мора да се надгледуваме еден со друг. Значи, додека едната работи во кабинетот за биолошка безбедност, другата припрема реагенси и другата потребни материјали кои што се потребни за изведба на реакцијата. Од овде, примероците одат во соседната соба. Елизабета Јанчевска има долгогодишно искуство и еден од ветераните во институтот. Таа е специјалист микробиолог. И овој дел каде што сега се снимате, тоа е последниот дел каде што се доработува реакцијата. Тука се пушта real-time PCR, значи се изведува молекуларната диагностика на примероците. Самиот дел е поделен на два дела. Во едниот дел е стерилна комора каде што се спремаат реагенсите, десниот дел, и се спрема вирусниот транспортен медиум кој што е стерилен, во кој што се потапуваат сите примероци што доаѓаат, за да вирусот биде стабилен, во стабилна форма да се одржи во целиот процес на обработка. Другиот дел, тука се прави амплификација на веќе изолираните нуклеински киселини и се пушта на овие два апарати кои што се real-time PCR апарати. И покрај големото искуство, овие тимови сега се соочуваат со многу поголем обем на работа, борејќи се со предизвикот да направат колку што е можно повеќе тестови, за да одговорат на сите кои со нетрпение ги очекуваат резултатите. Протоколот што го применува институтот е еден од најкористените според стандардите на Светската здравствена организација. Професорката Бошевска вели дека се соочуваат со вирус се уште непознат, а поделени се засега само искуствата на нивните колеги од Кина и Јужна Кореја. Оно кој што најмногу се користи во Европа, тоа е протоколот на Корман, кој што и ние го користиме со соодветно дизајнирани реагенси. Според податоците објавени во институтот до петокот навечер, кај 67 лица немало изразени симптоми. Најголем број од заразените се на возраст од 30 до 39 години. Тоа се 51 пациент. За еден помалку, значи 50 заболени, се на возраст од 50 до 59. Возраста на пациентите се движи од 2 до 91 година. Она што ја загрижува јавноста е кога кај заболен пациент резултатите биле негативни. Професорката набројува неколку причини за тоа. Една од можните причини е несоодветно земениот примерок. Од друга страна, дополнително кај пациенти кои што се со тешка клиничка слика, не само да се земе примерок од горно-респираторниот тракт, туку треба да се земе и примерок од долно-респираторниот тракт, каде што ја имаме, се очекува најголемата концентрација на вирусот, каде што може тој да се детектира. Значи, прво е една од причините самиот примерок. Понатаму чувањето и транспортот на примерокот до лабораториите. Потоа може да биде причина количеството на самиот вирус во примерокот.
најдобро да е земен примерокот и најдобро да е транспортиран во зависност од присуството и количеството на вирусните честички во во клетките кои што се наоѓаат во примерокот. Во студиите кои што се објавени од, како што споменав, од Кина и од Сингапур во моментов, и каде што се дадени анализи, целосни анализи и следење на пациенти во текот на целиот тек на самото на заболувањето и кои се анализирани ден за ден, забележано е флуктуирање на тоа количество на вирусот во секој нареден ден кај одредени пациенти. Има пациенти кои што од моментот на појава на симптоми, за во текот на целиот тек на своето заболување секој ден, до моментот на прекин на симптомите, покажуваат присуство на вирусот. Постојат други пациенти кои што, пример, покажуваат присуство во третиот ден од појавата на симптомите, потоа имаат 2 дена негативен резултат, па потоа имаат 2 дена или 3 дена позитивен резултат, па негативен. Значи, се уште се работи за заболување кое што се испитува и за кое што нема доволно докази. Што се однесува до позитивните резултати, имајќи ги во предвид сите чекори на контрола, значи дополнително секој позитивен резултат се оди на уште еден дополнителен тест, конфирматорен, така да кога ги издаваме резултат позитивен, не го издаваме веднаш, туку чекаме да ги направиме сите потврди и конфирмации кои што се потребни за да може да го сработиме. Со сета оваа опрема и начинот на кој се изработува еден тест, чини речиси 5000 денари. Поточно фондовската цена е 4950 денари, но граѓаните не плаќаат ниту денар, а оние во приватните клиники плаќаат од 1200 до 1500 денари. Имајќи во предвид дека се работи за молекуларна реакција во која што се одредуваат практично повеќе целни места, во нашиот институт работиме согласно ценовникот од Фондот за здравствено осигурување, кој што своите цени ги има направено според методологија на работа, имајќи ги во предвид сите чекори од процесот, при што не се вклучени само цените на реагенсите кои што се потребни за изведување на еден тест, тука се вклучени личната заштитна опрема, слушнавте пред малку и колку лична заштитна опрема, тука се вклучени сите оние помошни реагенси кои што ги користиме и кои што за нас и во светски рамки имаат одредена цена која што не е така ниска. Овој тест кој што ние го применуваме се работи по светски стандарди, значи по протоколите кои што се објавени и валидирани. За жал морам да кажам дека не постои се уште валидиран комерцијален тест, молекуларен, ниту пак имунолошки или рапид тестови, како што населението повеќе ги знае, кои за детекција на антитела кон вирусот од класата на IgM и IgG, кои што се валидирани на светско ниво, да кажеме дека даваат точни резултати. Не постои таков тест се уште објавен во светски рамки за ова заболување. Додека бевме во институтот, тестовите добиваа завршница. Оние кои ќе пристигнат до 15 часот се изработуваат истиот ден и вечерта се познати резултатите. Оние кои стасуваат попладне и навечер ќе бидат работени изутрина. На другата страна на градот, во дворот на клиниката Жан Митрев, не пречека овие знаци. Тука има пункт каде граѓаните кои се сомневаат дека имаат COVID-19 најчесто сами ги носат брисовите за тестирање и сами ги пополнуваат податоците, оставајќи име, презиме и матичен број. Но има и тим кој може да го земе брисот. Министерството за здравство го прифати овој тест како валиден, па бројката на позитивни или негативни од тестирањето се додава во вкупната бројка тестирани. И овде капацитетот за изработка во просек е 100 брисеви дневно. Во денот кога снимавме, имаше позитивен резултат на COVID-19. Се детектираат 3 маркери. Едниот маркер го користиме еве тука. Тој маркер ни потврдува дека све е во ред со анализата, дека материјалот е соодветен, дека изолацијата на РНК е соодветна и тој материјал го користиме како референца, како интерна контрола на самиот тест.
Уствари ни дава до знаење дека све е во ред со самата анализа. И понатаму, доколку се детектираат другите два маркери, тука гледате со зелено и со сино, кои се уникатни за самиот коронавирус, тоа не е индикација дека кај овој пациент е детектирано присуство на новиот коронавирус. Доктор Горан Кунгуловски е молекуларен биолог на клиниката Жан Митрев. Во лабораторијата се внесуваат брисевите од пациентите, а тој раководи со процесот. Во таа лабораторија тука се примаат брисевите и се обработуваат. Мислам дека го гледате тука, има еден кабинет за биосигурност. Во него циркулира негативен притисок и нели тоа ја осигурува целата работа за да не навлезат потенцијално некои аеросоли од самите примероци. Се процесираат материјалите од пациентите. Се претпоставува дека сите материјали се контаминирани, односно се инфективни. И затоа се обработуваат така. Откако ќе се обработат, откако ќе се смета дека вирусот е инактивиран, е неактивен, понатаму се обработуваат или со автоматска изолација, треба да се екстрахира РНК од вирусот, бидејќи вирусот е РНК вирус. Неговиот код треба да се екстрахира. Откако ќе се инактивира вирусот, неговиот код, кој понатаму ќе се тестира дали има присуство на кодот од тој вирус во самиот пациент или нема присуство, откако ќе се направи таа изолација, примероците се доставуваат тука и на тие инструменти таму се детектира дали има присуство на вирусот директно или има отсуство на вирусот во самиот примерок кој се тестира. Претежно овде работат млади луѓе кои досега работеле со инфективен материјал, но првпат работат на пандемија од вакви размери. Имаме капацитет за тестирање на 100 теста дневно. Се надевам дека во наредната недела-две тој капацитет ќе се дигне на 200-300 пациенти дневно, па се надеваме доколку има потреба и повеќе, нели ќе ги оптимизираме сите тие процеси. Има негодување во јавноста во однос на тестирањата направени тука и во институтот, дали се различни тестовите, дали даваат различни резултати. Моментално технологијата која се применува тука и во Институтот за јавно здравје е иста. Таа е една од најробусните технологии за која и Нобелова награда е земена и една од најупотребуваните технологии во молекуларна биологија, е најупотребувана бидејќи е најсензитивна. Вирусот се распространи многу брзо. Сите овие технологии кои моментално се применуваат треба да бидат постојано крос-валидирани помеѓу лабораториите и затоа ние со Институт за јавно здравје се крос-валидиравме. И мене ми е сосема поимливо дека во одредени моменти ќе има нескладности помеѓу одредени тестови, ама затоа тие тестови треба да се повтараат и да се крос-валидираат помеѓу лабораториите. Ние ја користиме истата технологија, така да не би требало тоа да биде проблем. Каде е всушност таа разлика во тестирањето и изработката на материјалите? Со таа технологија се вика реверзно транскриптазен real-time PCR, се детектира во самите примероци дали има присуство на генетски код од самиот вирус, дали има или нема. Најбрзо иде вака, со оваа метода на реверзно транскриптазен PCR. Има и други методи со секвенционирање во кои директно буква по буква се декодира кодот на вирусот, ама тие се малку понапредни методи, треба многу повеќе време и за масовен скрининг, за масовно тестирање, сега за сега не се соодветни. Има и други тестови кои лека полека, нели, граѓаните се среќаваат со нив. Тие се тестови кои се базирани на серологија, односно на детекција на имуниот одговор на самиот пациент. Се детектира дали кај вас како индивидуа или како пациент се појавиле антитела, а нели антителата ти се првата одбранбена линија против некој вирус или бактерија. Дали има антитела кои го препознаваат тој вирус или нема. Сега тие тестови се повеќе за да се направи скрининг проспективно и оствари ретроспективно, дали одреден број на популацијата претходно бил заболен со тоа за да се добие вистинската бројка. Тие тестови повеќе се користат за стекнување на податоци отколку за диагностика и за скрининг, бидејќи се склони кон фалс негативни, кон епидемиолошки истражувања. Така. Во компјутерот се внесуваат податоците. Од овде се даваат бројките, па се соопштува на пациентите кој мора да остане дома во самоизолација затоа што е позитивен на COVID-19. Пред 2 дена Институтот за јавно здравје направи мапа и на скопските општини. Па сега се знае и каде е најголемата концентрација на заболени, а каде најмала.
иако барем во 3 скопски општини бројката е идентична. Од пријавените случаи до петокот навечер беа хоспитализирани 48, а 171 случаи се на домашно лекување и во домашна изолација, затоа што имале полесна клиничка слика. Најчесто заболените имале кашлица, потоа температура, слабост, главоболка, болка во грло, треска. Ова се бројките, но за да се намалат ваквите бројки, лаборантите кои ги вршат тестовите и во државната и во приватната лабораторија апелираат секој што ќе има симптоми веднаш да се јави на матичниот лекар и да остане во самоизолација. Дисциплината кај заразените ќе ги спаси останатите од пренесување на вирусот, кој се уште е отворена енигма за епидемиолозите. Сите сакаат да се тестираат, но не може секој тоа да го направи во Институтот за јавно здравје. Матичните лекари, според прашалник, одредуваат кој ќе оди понатаму за земање бриз. Самоволно може да се тестираат само оние кои ќе си платат во приватните клиники кои го имаат тестот. Но како функционира целиот систем? Котја помина целата процедура? Закажавме термин кај матичен лекар. Разговаравме со него за симптомите. Видовме и кои се пак знаците кои покажуваат дека некој има COVID-19. Ординацијата на доктор Лилија Чолакова Дарвишова е само една од оние на матичните лекари каде пациенти телефонски се јавуваат за да закажат тестирање за COVID-19. Кот присуствуваше на едно од овие јавувања во амбулантата. Ало? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Аз се јавувам, имам некои симптоми, сакам да се тестирам за COVID. Добро. Дали можам да закажам од кај вас? Да, тоа оди електронски преку мој термин, така да ќе ни дадете ваши лични податоци. Ќе ве прашам, нели, како се чувствувате, дали имате болки, дали имате температура, дали треска. Ќе ми објасните што чувствувате и како чувствувате. Покачена телесна температура над 37,5? Имате? Да, добро. Да. Болки во грло? Да. Добро. Болки во телото, изнемоштеност? Па малку. Добро, секој случај има. Кашлица? Да. Добро. Тешкоти во дишењето? Не. Добро. Дали сте биле во странство последниве 14 дена? Не. Добро. Дали живеете во исто домаќинство со потврден случај или потврден случај на домашно лекување? Не. Добро. Дали сте имале незаштитени директни контакти со заразени секрети на потврден случај, например при кашлање, допирање, на користење марамчиња без ракавици? Да. Дали сте имале контакт лице-лице со потврден случај на растојание помало од 2 метри и подолго од 15 минути? Да. Добро. Сето ова ќе го зачуваме. Добро, ви благодарам за сите прашања. Ќе креираме сега понатаму упат за се што е потребно во ситуацијата. Вака пациентката го одговори прашалникот кој има 15 прашања, а преку кој може да се добие термин, но може и не, доколку не се исполнети условите за тестирање. Дали ова пациентка ќе добие мој термин доколку ги има овие симптоми? Да, прашалникот е одлично направен, така да пациентките кои што кажуваат дека имаат повеќе симптоми позитивно и ги одговараат со да, поготово ако има покачена температура, кашлица, со сите други тегоби, секако целиот систем ја води кон закажување на упат преку алгоритмот на мој термин. За сега прашалникот не дава можност да се закаже преглед за случаи кои веќе се потврдени, а повеќе немаат никакви симптоми на болеста, односно ја прележале. Овие случаи сепак одат преку центрите за јавно здравје, велат матичните. Такви моменти нема, значи секогаш нешто што е направено е добро, секогаш може да се надогради, да се надополни. Ние како професионалци се прилагодуваме на сето ова, така да бројот на Центар за јавно здравје ни стои на располагање, па таквите личности ги упатуваме да си прашат, бидејќи мора да направат и контролно уште еднаш испитување за да се покаже дали е се во ред. Матичните лекари сега практично работат преку телефон. Првичниот удар беше кај нив, бидејќи пациентите кои имаат здравствени проблеми, без да знаат дека се позитивни на COVID-19, одеа на матичен лекар. Така заболеа двајца лекари и 2 медицински сестри во Дебар.
Дополнителен притисок за матичните беше и опремата во маски и ракавици, кои сами требаше да ја набавуваат. Од пред неколку денови Министерството им донираше 9000 маски. Требаше време малку да сватат пациентите дека не може така се да биде достапно. Значи требаше време малку свеста да созрее за одредени граѓани, дека навистина треба да се чуваат докторите и медицинските сестри, дека што и да се случи во некоја ординација, ако целиот персонал настрада или се инфицира, во тој случај 3000, 4000, па еве и 5000 пациенти како што имаат колегите во Дебар, останува да треба да го прифати некој друг кој што не го знае, значи сето тоа префрлање не е така лесно. Хронични белодробни инфекции. Ова е дијагнозата на пациентите кои се лекуваат на клиниката за пулмологија, но и кои се едни од најризичните ако се заболат од COVID-19. Ко да отиде и на оваа клиника да провери како се штитат тамошните болни, но и докторите кои работат на пулмологија. Секој мора да помине посебна процедура, така и ние. Се облекува заштитно оддело, капа, маска, очила. Мора да се дезинфицираат дури и ракавиците за да може да се помине низ ходникот. Директорот Дејан Докич вели дека секој пациент го сметаат и за сомнителен случај. Секој пациент кој што ќе се презентира кај нас, било во амбуланта, било горе, прво се пополнува анкетен лист во кој што податоците дали бил во контакт со некаква особа, подпишува дека податоците што ги дава се веродостојни, бидејќи голем број од нив не ја кажуваат вистината. Понатаму се дезинфицираат рацете, им се мери температурата и доколку немаат температура, им се дава маска и влегуваат понатаму да бидат прегледани. Секој еден пациент што е сомнителен за ковид, но пак ќе кажам дека и сомнителен да е и за инфлуенца, и за грип да е, значи било која инфективна болест која што е, во период на епидемија, ние го сметаме како потенцијално опасен. И мораме со него да имаме посебен третман, да го одвоиме од другите пациенти со цел да не настане контаминација или заразување на другите пациенти, се разбира и за персоналот. Сомнителен пациент било и момчето од Куманово, чија мајка е првата жртва на коронавирусот во земјава. Зачудувачки и за јавноста, но и за докторите беше тоа што и кај неа и кај него првите тестирања покажале дека го немаат вирусот и покрај тоа што ги имале симптомите. Посмртно, откако и беше земен бриз, се потврди дека сепак била болна од корона. Но и тој, иако болен од корона, имал негативен тест. Тоа се докажува со овој документ до кој дојде код. Ова се резултатите од тестирањето на 33-годишниот кумановец, каде јасно се гледа дека во последната графа во вториот ред пишува not detected на коронавирус. На сите други параметри кои му се истражувани исто така тој е негативен. Со ваквите резултати тој се прошетал и на клиниката за пулмологија. Цел колектив и персоналот што беше во контакт со конкретниот пациент беше заштитен. Како што реков, веќе еден месец ние имаме заштитни мерки, така да не беше воопшто експонирана некаква опасност. За секој случај говорам, сестрите што беа на дежурство, како и докторот, останаа во самоизолација. До сега поминеве една недела и повеќе немаат никакви симптоми и дури сега ќе се прави тест поради тоа што во раната фаза на инкубација може да е на природен пат негативен тестот. 4 медицински лица се заболени во Дебар, 2 доктори и 2 медицински сестри. 3 се во Куманово, од кои 2 доктори и 1 медицински персонал. Во Охрид е заразен 1 трансфузиолог, додека во Скопје на клиниката за кардиологија 1 рентгенски техничар. Изминатава недела позитивни излегоа и резултатите кај 5 вработени на клиниката за кожни болести, каде директорката го расшири вирусот. Во Битола пак докторот приватна болница е заразен и се сомнева дека е од пациентка. Со овој бројот на медицинари кои се позитивни на коронавирусот се искачи на 15. Многу е важно медицинскиот персонал, оној што е во првите борбени линии, а тоа се матичните лекари, понатаму семејна медицина, специјалистите по семејна медицина и сите други кои што доаѓаат во контакт со такви пациенти мора однапред да се спремни и секој потенцијален случај да го смета дека е заболен доколку ги има симптомите, па дури и да е асимптоматски, бидејќи има една група пациенти кои што немаат симптоми, а може да се зарази. Во оваа епидемија секој доктор или сестра мора да се штити на адекватен начин. Штом се штити, намалена е можноста да се заразат на минимум.
Здравствениот систем сега е на тест. Во Италија и Шпанија се покажа дека тамошните системи колабираа откако дневно имаше и по илјадници регистрирани случаи на коронавирус. Америка е новото жариште. Лек се уште нема. Тоа останува единственото решение да се остане дома, за да се спречи ширењето на заразата и ублажи притисокот врз системот. Истражувачите на Обединетото кралство и САД стартуваа со нова алатка за откривање на тајните на COVID-19. Станува збор за бесплатна апликација која во реално време ќе собира информации на кој начин вирусот се шири со помош на анонимни информации од повеќе стотици илјади луѓе. Целта е да се забележи колку брзо вирусот се шири во конкретни региони, да се идентификуваат местата со висок ризик и да се разбере која е во најголема опасност заради одредени здравствени состојби и симптоми. Како голем број други луѓе во Обединетото кралство, наставничката по основно образование Джесика Добсворт е во самоизолација. Но таа не сака само да ужива во сонцето во својата градина и активно учествува во секојдневното истражување, кое научниците се надеваат дека ќе им помогне да ја победат пандемијата COVID-19. Само еден ден откако беше создадена, апликацијата Зои била даунлодирана од над 1 милион луѓе само во Обединетото кралство. Од 26 март, оваа апликација е достапна и за Соединетите држави, следното очекувано големо жариште, каде потенцијално милиони луѓе ќе можат своите детални здравствени информации да ги достават до базата податоци во Обединетото кралство. Корисниците на апликацијата ќе треба да го споделат својот поштенски код, како и да одговорат на прашањата за возраста, полот и општата здравствена состојба. Ке треба да одговарат дали страдаат од хронични болести како дијабетес, астма или други заболувања. Луѓето ке треба да одговорат дали земаат лекови, особено оние кои го супресираат имунитетот, дали страдаат од некоја попреченост или можеби користат инвалидска количка. Апликацијата е резултат на соработката помеѓу научниците предводени од професорот Тим Спектор од Кралскиот коледж во Лондон и научната компанија Зои. За да ги најдат точните информации, научниците треба да се подпираат на корисниците на апликацијата, кои пак за таа цел мораат искрено да одговараат. Апликацијата е дизајнирана да добива едноставни, директни одговори кои даваат прецизни резултати. People often answer questionnaires rather subjectively, but we're asking a very simple, straight list of symptoms, yes or no. Shortness of breath, muscle pain, headache, fever, loss of taste, those kinds of symptoms. And if they're just anxious or it's due to allergy, we will see a different combination of those symptoms together, and they won't fit with a general pattern around them. So they won't be like an infectious disease. And that will be very clear once we get the maps of the disease to completely separate them. So with that data, we'll be able to say, if you've got this combination of symptoms, don't worry. If you've got these, they are a sign of the disease. Примарната цел на оваа апликација е истражувањето на болеста и заради тоа е бесплатна. Зои, чиј коосновач е Спектор, тврди дека луѓето кои работат како дел од проектот се целосно посветени на него без трошок за јавноста. Апликацијата ќе користи вештачка интелигенција да лоцира шаблони и да пронаоѓа патеки кои ќе им овозможат на научниците подетално да разберат кои граѓани се во најголема опасност од пандемијата и зошто. For all we know, the disease is mutating. There might be different strains there. Each individual race or group might be responding differently to it. People on different diets might be responding differently, people on different drugs. So I think we've got to just keep an open mind and not be arrogant and think we can really understand this. And it's what's clear is that just the two classic symptoms, which are certainly classic, the fever and the dry, persistent cough, are certainly just one end of the spectrum. There's many people in clusters that we're seeing just so far that are showing much more minor symptoms on a much larger scale. Извршниот директор на Зои, Джонатан Волф, тврди дека проблемот со кој се соочуваат луѓето кои се обидуваат да ја запрат епидемијата е дека не знаат кој се бил заразен од вирусот, а не може и да следат како епидемијата се движи географски. So the issue is we don't have enough testing. And as a result, we don't really know what's going on until people get really sick and come to the hospitals. However, in fact, lots of people are feeling these symptoms long before a few of them become very sick. And
So what this app allows is for everybody to actually contribute, even though many of us, like myself, are at home, by sharing those symptoms, and so we can get 7 to 14 days ahead and start to understand what's going on. And as the software becomes smarter, start to distinguish between the symptoms for particular individuals, which are likely to be a big problem, and those which are going to be fine. Истражувачите не се заинтересирани само за одговорите на луѓето кои имаат симптоми на вирусот. Тие сакаат да добијат податоци од што е можно повеќе луѓе во определен временски период. За таа цел, од суштинско значење е што е можно повеќе луѓе да учествуваат во истражувањето, односно најмалку 10% од луѓето во одредени земји или региони. Иако првично ќе собира податоци од жителите на Велика Британија и Соединетите Американски држави, софтверот од проектот ќе биде споделен бесплатно и со други држави во светот. Остануваме со вас и во идната недела. Ќе работиме заедно со останатите и ќе истражуваме какви се состојбите со COVID-19 во земјава. Ќе ве информираме точно и навремено. Пријатна вечер.